По летните одмори, Судскиот совет се очекува да расправа за решението на Уставниот суд, кој ги извести дека судија од Основниот граѓански суд Скопје не ја почитувал нивната одлука која ја наложила повторување на постапката за предметот на новинарката Наташа Стојановска. Уставниот суд го достави ова решение за понатамошно постапување до Судскиот совет и јавното обвинителство, при тоа напоменувајќи дека конечноста и извршноста на одлуките на Уставниот суд се заштитени и со кривично правни санкции. Но во меѓувреме, во јавноста, правната фела ја отвори дилемата дали со овој случај Уставниот суд ги пречекорил неговите надлежности и дали се работи за потенцијален притисок врз судската независност и автономија. Адвокатката Сузана Јошевска-Настасовска, која е и член на Судскиот совет, со објава на социјалните мрежи, вели дека овој случај може да воспостави потенцијално загрижувачки преседан. Испраќањето одлука на Уставниот суд до Судскиот совет за понатамошно постапување во која толкување на процесен закон од страна на редовен судија во се уште незавршена постапка се квалификува како неизвршување на одлука на Уставен суд со имплицирање на кривична одговорност, според мое лично мислење. Отвора сериозни прашања за границите меѓу уставната контрола и судската независност. Би рекла дека допира и прашање на можен институционален притисок. Адвокатот Давидовик смета дека Уставниот суд во конкретниот случај, како што вели, прави опасен чекор кон пречекорување на неговите уставни надлежности и отворено се обидува да се наметне над редовното судство, преземајќи улога на надсудски орган. Адвокатот Владимир Туфегик пак посочува дека за вакви случаи потребни се едукации на судиите преку што би се воедначила судската пракса. Очекува во најмала рака Уставниот суд токму поради овој предмет и одлука, наместо барање кривична одговорност на судија, да укаже за потребата судовите и Академијата за судии и јавни обвинители да спроведат обука и едукација на судиите. Од друга страна, универзитетскиот професор Јове Кекеновски оценува дека решението на судот не треба да се толкува како одбрана на Уставниот суд како институција, туку во случајот се брани уставот, хиерархијата на правниот поредок и владењето на правото. Како што претходно појасни председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски, судот за прв пат го активирал механизмот за заштита на сопствените одлуки, откако судијата од Основниот граѓански суд Скопје, повикувајќи се на Законот за парнична постапка, навел дека одлука на Уставниот суд не може да биде основ за повторување на постапката како нов факт или доказ. Според Костадиновски, со непочитување на одлуките на Уставниот суд, како што изјави, се губи смислата на постоењето на уставното судство. Во конкретниот случај се работи за предметот на новинарката Наташа Стојановска, по кој Уставниот суд утврди повреда на слободата на јавно изразување, а се однесува на настаните во собранието од 27 април.